Вчера ја доставивме иницијативата за воспоставување на основни демократски предуслови за слобода на медиумите и правото на слободен говор во Република Македонија. Наместо поддршка или официјална реакција на владата, јавноста беше сведок на партиска сатанизација од страна на ВМРО-ДПМН, која за жал беше соопштена без да се прочита иницијативата. Сметаме дека драматичниот пат на рейтингот на нашата земја, на листата на Freedom House по однос на медиумските слободи, е сериозно предупредување дека како општество мора да се посветиме на основните демократски вредности и во собранието заеднички да изработиме и усвоиме Национална стратегија за слобода на медиуми и право на слободен говор. Предлагаме стратегијата да биде изработена во рок од 3 месеци од работно тело во кое ќе бидат вклучени сите засегнати страни и усвоена од страна на Собранието на Република Македонија. Овој национален документ, донесен со консензус, треба да биде своевиден устав, од кој ќе произлезат сите на тамошни законски решенија кои се однесуваат на слободата на медиумите и слободата на јавен говор. Она кој веројатно најмногу и пречи на владата е што таа не сака да покаже добра волја и веднаш да ги замрзне сите државни реклами, што во ситуација на кратење на буџетот има и економска логика, не сака да се откаже од намерата тајно да изготви нов закон за медиуми и секако безусловно да ја декриминализира клеветата, без да воведе нови казни за новинарите и уредниците. Почитувани, ова е добра иницијатива и таа содржи сосема логични и позитивни предлози. Сакаме да искористиме оваа прилика да апелираме до владата сериозно да ја разгледа предложената иницијатива и без разлика што таа доаѓа на предлог од опозицијата, да ја прифати како неопходна потреба за демократската иднина на Република Македонија.